Објавата дека животните трошоци се зголемени и тоа 5% на годишно ниво од страна на Државниот завод за статистика и најавата од страна на премиерот дека можни се нови мерки, антикризни мерки по великденските празници беше темата на која што разговарав со двајца експерти во однос на што е она што го имаме како мерка и колку тоа дава ефект. Намалено ДДВ од 18 на 10% и намалена акциза на дизелот и на бензините. Еве што мислат Славко Лазевски, еден од најискусните даночни експерти, како и универзитетскиот професор Зоран Ивановски. По намалувањето на ДДВ-та, владата одлучи да намали и акцизата на горивата како антикризна мерка. Вие како еден од најискусните даночни експерти, да, тоа си е титула ваша, како експерт во деношната политика, кој е вашиот став? Кој ќе добие? Државата, ќе добијат граѓаните, ќе добијат компаниите? Јас се залагам за мерки кои одат на страната на буџетот, односно она што излегува од буџетот. Треба со буџетските политики, со соодветните политики кои ги подхранува буџетот, треба да се заштитат токму оние слоеви на општеството кои најмногу ги погодува. Не е прашање само собирањето на данокот во оваа криза, туку е прашање на тоа колку добиваат пензионерите, колку добиваат социјалните случаи, колку добиваат другите општествени слоеви као заштита од оваа криза. Значи, не мора ние да ги следиме во чекор, буквално така развиените земји. Тие се сосема друга приказна во однос на даночната и буџетската политика. Дури не мора да ги следиме ниту земјите во обкружување, кои од прилика имаат исти даночни стапки или ист даночен систем. Но сепак, даночниот систем на Република Македонија е така направен за да ги погодува многу оние слоеви од општеството кои се со најските примања. И владата јас очекував токму тие да ги заштити со одредени мерки. Меѓутоа, на таа страна гледам дека се каснат со мерките или воопшто и ги нема. Може да изгуби, да претрпи штета сега буџетот од ваквите мерки? Не е во прашање во буџетот, дали ќе се собере помалку или повеќе. Туку кој ќе сноси најголемиот товар од оваа криза? Тоа е главната работа. Значи, ако фискалната политика води грижа за сите граѓани на оваа држава, тогаш требаше со редот на мерките да одиме малку поинаку дури од другите земји. Односно, мерките да концепирани на тој начин да ги заштитат оние со најниските примања кои оваа криза и најмногу ги погодува. Околу намалувањето на ДДВ на храната веќе се спомнува. Што мислите? Сега јас сум секогаш против намалување на стапката на ДДВ. Јас мислам дека ние сме држава со најнизок буџет во Европа, сигурно, и дека ни простои период кога буџетските приходи треба драстично да се зголемуваат доколку помислуваме на развојот. А клучно е дали остваруваме одредена стапка на развој или не. Не е битно дали остваруваме поголеми или помали приходи во буџетот, дали ќе намалиме стапката на ДДВ или не, дали ќе намалиме акцизата, туку дали собираме доволно средства за да овозможиме развој на оваа држава и на ова. Користиме, претпоставувам. Сигурно во рамките на тоа. Тоа е клучното. Значи, се уште ние доминантна сваќање ни е дека даноците значат одземање на доход, а не шанса за развој. Како да смениме тоа што матрица? Треба да се смени буџетската политика и даночната политика. Тие се клучни во сферата на јавните финанси. Памтите вие да има некогаш некој настан во кој се зборува каква буџетска политика ни треба, нели? Ние од друга страна 15 години возиме со рамен данок и се намалени даноци, кога ги тоа остваруваме, даваме шанси за развојот на бизнисот. Јас мислам токму обратното.
погледнете го стапките на развој во овие 15 години. Тие едвам се движат 3,2, 3,4, а за да И далеко од оние 5-6 кои што ни треба. 6-7 кои ни треба да се наредиме меѓу државите кои остваруваат вистински развој и кои се грижат за своите граѓани. Инаку со оваква стапка и со оваква буџетска и даночна политика практично ние само животариме, не ги сменуваме работите кај подобро, односно во подобро, в смисла за поголемиот дел од населението. Што сака да кажете тоа што се зголеми стапката на ДДВ, да се има прогресивен данок, да се има повеќе пари во буџетот и да се дават од буџетот на оние кои оваа криза најмногу ги погодува. Тоа е смислата на. Дури јас мислам дека ајде, не е сега убаво да во кризна време ги сменуваме стапките нагоре, но штом заврши ова криза, Македонија мора да се зголемува на ДДВ и акцизите, за да, ако сакаме да оствариме она што е клучното за фискалната политика, а тоа е развојот на оваа држава и на ова општество. Која влада, кој политичар би сакал да направи такво нешто, за тоа му се веќе со подпис нотарски заверено дека ќе ги изгуби изборите. Да, ама треба да кој ќе плати таа политичка цена? Да, треба да една влада која ќе рече следните избори не ме интересираат. Нели имаме ние во Полска, во други многу источноевропски земји кои доаѓа влада нели и викаат следните избори не ме интересираат, ама ова ќе го направам. Сега гледате Полска кај отиде на долг рок. Так. Дури јас сметам дека зголемувањето на даноците е штетени за бизнисот на долг и на среден ред. Они се занесуваат дека денес малку ќе ми земе, ама од она што е општествена новосоздадена вредност од која тргнуваат нели основите на развојот, кај нас не се почувствуваат. Најмногу тоа го почувствуваат и самиот бизнис. Само на среден или на долг рок. И сега според вас, кои ќе бидат ефектите од овие мерки со намалено ДДВ и со намалена акциза? Дали финалниот производ очекувате да поевтини? Дали ќе почувствуваат самите граѓани? Видите, не треба да почувствува оној кој има пари и да го наполни до врв своето возило. Туку треба во ваква кризис да почувствуваат заштитната рака на државата, оние кои се со најниски примања.